Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Социјалдемократскиот сојуз аздиса во масовниот грабеж што го спроведува периодов. Очигледно малку им се пари од тендери, криминални иновации и патни трошоци, па решија да го цедат буџетот со вработување на мајки, синови, ќерки, внуци, сестри, фризерки и роднини до седмо колено. Почитувани, пратеничката на СДСМ Мира Стојчевска, позната во јавноста по рекордните патни трошоци во износ од 12.000 евра, според информациите до кои дојдовме и ги добивме, ќе се радува и на вработувањето на својот син Виктор Стојчевски во Елем, кому денес му е прв работен ден. Дали е точно дека Виктор Стојчевски своето вработување во Елем го заслужил со навредливите коментари упатени кон граѓаните, кои ги нарекуваше хибернирани кретени по улиците на Скопје? Или пак бил најдобар кандидат затоа што мајка му креваше рака за промена на името, покачувањето на акцизите или отворањето на измислени места за заменици директори во јавните предпријатија? Зошто власта го сокри ова вработување? Јавноста треба да знае дали синот на Мира, или така позната како Мира Дизел, е вработен на јавен конкурс во Елем. Уште колку кандидати биле пријавени за ова работно место? Во што бил синот на Мира Дизел подобар од сите останати кандидати? Почитувани, ова се прашања кои заслужуваат и мора да добијат одговор. Илјадниците евра кои граѓаните годишно и ги даваат на Мира Стојчевска сега ќе бидат дополнети со прилично солидна плата која што ќе ја зема низиниот син. Тоа е за СДСМ и Зоран Заев борба против непотизмот и корупцијата во Република Македонија. Токму заради ваквиот однос на Зоран Заев и СДСМ, над 400.000 граѓани живеат во тешка беда и сиромаштија. Помасовно од кога било, а Македонија тоне на листите на Transparency International. Уште за колку вработување на синови, ќерки, мајки и сестри ќе разбере јавноста во наредниот период. Само да подсетиме, во сите овие случаи за непотизам се работи за огромни плати и хонорари кои се далеку повисоки од просечната плата која што ја земаат граѓаните. Само за подсетување, како владата го третира буџетот и јавното предпријатие Елем. Од досега познатите факти, своите најблиски во Елем ги згрижија Мирослав Грчев, Асаф Адеми и Талат Џафери. Време е СДСМ да си замине од власта и да запре овој општ грабеж кој што им се случува на граѓаните. Благодарам.